Насловна страна на денешниот дневник. Повеќе не прифаќаме пролонгирање на роковите за изградба на автопатот Охрид-Кичево, рече Бочварски. Домашните предпријатија ќе се развиваат со јапонски искуства. Општина Охрид засилено работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Отворени денови во Средното економско училиште во Охрид. Водата за пиење да не се користи за наводнување. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево, ветровито и свежо. Дневните температури под повеќе годишниот просек за овој период од месец мај со максимална дневна од 21 степен Целзиусов. Во текот на ноќта кон петок ведро и свежо. Утре над северозападна, централна, северна и североисточна Европа не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со засилен ветер. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и релативно топло со пораст на температурите. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево и потопло со пораст на дневните температури кои ќе бидат секаде над повеќе годишниот просек за овој период од годината, максималните дневни од 23 до 30 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во петок свежо утро. Утрински температури од 2 до 10 степени, а во текот на денот сончево и потопло, со пораст на дневните температури. Максималните дневни утре во Македонија од 21 до 30 степени. И во Охрид во петок свежо утро, температурата 8 степени. Во текот на денот сончево и потопло, дневната температура 24. Во сабота сончево и топло време со дневна температура до 26 степени, а во недела сончево со локална облачност. Максимални 23. Во понеделник во Охрид времето сончево и топло, максималната дневна температура 24 степени Целзиусови. Аре, ги крена рампине? Абе, неам, знам дека во Кармен рампиви ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кога ре? На 20 и 21 мај. Кармен Бау центар со голем настан на 20 и 21 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, емше толку многу попусти. Јадење и пијање без пари, да бе, чути не кажбе никому. Големи попусти дури до 40% на брендовите како Бекамент, Bosch, Revolt, Stanley, Swiss Chrono, Maracci, Velux, Grafite, Berto и многу други. Не пропуштајте да не посетите. Мојш ре? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати! Попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Појдите на дружба на 20 и 21 мај. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Повеќе не прифаќаме пролонгирање на роковите за изградба на автопатот Охрид-Кичево, рече министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Тој денеска заедно со заменик министерот Бекимир Еџепи и директорот на јавното предпријатие за државни патишта и Упростеми направија увид во градежните активности на автопатот Кичево-Охрид по делница 5. Изведувачите на терен имаат преку 700 работници, преку 280 градежни машини и тоа е сериозна механизација која активно работи и е вклучена во изградбата на сите 5 подделници на овој автопат. Вкупниот прогрес на градежните работи на целиот автопат изнесува 70%. Автопатот остана приоритет и сега се одвиваат асфалтерски работи, што значи на оваа пета подделница се работи на завршните работи. Денеска ќе се вградат 320 тони асфалт, прв слој, а веќе утре се засилуваат асфалтерските работи, каде се вградуваат и по 900 тони асфалт дневно. Како што ни информира денеска надзорот, очекуваме десната лента од Требеништа кон Охрид да биде комплетно завршена и пуштена кон почетокот на август месец оваа година, додека левата лента ќе биде завршена и пуштена во сообраќај до крајот на оваа година. Домашните предпријатија ќе се развиваат со јапонски искуства. Почнува постапка за стандардизирани менторски услуги. Ментори ќе ги подучуваат компаниите како да постигнат економски развој. Поддршката е техничка, чекор пред добивање финансиска поддршка. Со помош на јапонски консултант ќе се спроведуваат стандардизирани менторски услуги за малите и средни предпријатија во земјава. Маја Тасева од Агенцијата за поддршка на мали и средни предпријатија информира дека се спроведува државен проект за унапредување на работата на предпријатијата. Со менторските услуги ќе се направат подостапни државните или донаторските програми за локален економски развој. Ова е техничка поддршка. Значи, оваа поддршка значи како еден чекор пред доаѓање до таа финансиска поддршка, за тоа што предпријатијата, за да можат да дојдат до другите достапни поддршки, дали од страна на државата и дали на донаторите, треба да се спремат за да можат и да ги прифатат, да кажем, ако станува збор за зголемување на продуктивноста или набавка на нова опрема. А оваа методологија возможува да се анализира работењето на предпријатијата од повеќе аспекти и да се видат кои се тие клучни насоки на движење на кои што треба да се концентрираат предпријатијата. Хитомио Јокојама е консултант на Джајка, јапонска агенција за поддршка на мали и средни предпријатија. Джајка дава менторски услуги на македонски компании веќе десетина години. So this is about building trust. Значи, ние повеќе се занимаваме со менторски услуги. Менторските услуги се работат, се однесуваат на градење на доверба помеѓу менторите и предпријатијата. Значи, поддршката што се дава во Јапонија на малите и средни предпријатија, таа поддршка се однесува, значи, е взаемна помеѓу државната помош и предпријатијата. Значи, ние сме многу среќни што ќе придонесеме во стопанството, во развојот на стопанството во Македонија и во Западен Балкан. Крајниот резултат кој го има менторскиот процес е унапредување на компаниите, вели Мимоза Поповска од Охридската агенција за поддршка на малите и средни предпријатија. Во текот на 50 часови тие ќе добијат поддршка од ментори кои ќе ја подучуваат компанијата како да постигне поголем развој. Тоа се базира врз практиките на јапонските компании, од чии искуства учиме, додава Поповска. Менторскиот процес е процес кој што овозможува на компаниите да го наблюдуваат своето тековно работење од сите аспекти на деловното дејствување и овозможува, значи, тоа да го прават со специјализирани професионалци кои што веќе од 2018 година работат на оваа проблематика. Собствениците на малите и средни предпријатија од југозападниот регион може да се вклучат во проектот. Имаат можност да се запознаат со менторскиот процес и да се информираат. Менторскиот процес почнува од јуни и ќе трае до октомври оваа година. Општина Охрид засилено работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Градоначалникот Пецаков очекува УНЕСКО да има слух и Охрид нема да биде впишан на листата на загрозени подрачја.
Општина Охрид засилено работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Градоначалникот Пецаков вели се работи на секоја препорака одделно. Набрзо ќе следи планот за управување и заштита на студенчишкото блато. Започне и решавањето на еден од најгорливите децениски проблеми, тоа се дивите депонии. Југозападниот регион ќе формира ново јавно меѓуопштинско предпријатие за транспорт на сметот. Со изградбата на депонијата во Новаци, во иднина ќе се затворат Охридската и Струшката, како и сите останати диви локации кои предизвикуваат загадување на животната средина, што е една од клучните препораки на УНЕСКО. Поставени се метални решетки на сите реки кои се сливаат во Охридското езеро со цел да се намали загадувањето. Најбитно е за нас како држава, посебно како град Охрид, дека сега за сега имаме во тој дел одлична соработка и заеднички учествуваме во спроведувањето и мислам дека на крај ќе имаме успех, меѓутоа за тоа извештај по извештај, дел по дел. Проблем е кога имаш 30 години, па и повеќе да правиш нешто кое што не е уредено и нема правила или правилата сме ги измислувале ние ван стандардите на кои што ги поставил УНЕСКО и сега во 2 години или во 3, во 4 и 5 да се не е битно да ги решаваме, меѓутоа нашите напори кои ќе ги покажеме се надевам дека од УНЕСКО ќе имаме слух и дека сето тоа ќе биде како што треба. Планот за управување со Охридското крајбрежје е следното нешто на што се работи, а е од суштинско значење и деталните урбанистички планови, најави Пецаков. Урбанизмот секако или онај дел кој што досега или на нас бодел очи во УНЕСКО или сме правиле така како не треба за многу работи, би рекол дека тоа е веќе горе-долу или со 95% уредено, остануваат уште мали финеси по однос на спратноста и искористеноста на парцелата. Сега имавме представници од Светската здружение на архитекти од страна на УНЕСКО испратени тука по однос на објектот Палас, пошто и тоа е заштитен директно од УНЕСКО, на кој начин би се реставрирало, што би било подобро врз основа на статиката на објект. Што се однесува до плажите, и ова лето нема да има уредени капалишта, бидејќи Агенцијата за просторно планирање се уште го нема изработено планот. Уредени плажи по сите еколошки стандарди според УНЕСКО ќе има до година, велат од локалната, кои најавија дека работат на препораките Охрид да не се најде на листата за грозени подрачја. Водата за пиење да не се користи за наводнување. Јавното предпријатие Водовод од Охрид апелира да не се злоупотребува водата од водоводната мрежа за наводнување на земјоделските насади. Поради реакции на граѓани од недостигна вода за пиење во селото Лакочереј, што не е последица од настанат дефект на водоводна мрежа или други активности на терен, јавното предпријатие Водовод од Охрид испраќа апел до сите корисници, посебно во населбите од околината на Охрид, каде што има земјоделски површини, да не се злоупотребува водата од водоводната мрежа за наводнување на земјоделските насади. Воедно, со цел заштита на системот за водоснабдување и на граѓаните кои регуларно и редовно ги извршуваат своите обврски кон предпријатието, јавното предпријатие Водовод спроведува акции за исклучување на диви приклучоци. Дивите приклучоци се забранети со закон, врз основа на кој за сите утврдени иматели на див приклучок ќе биде покрената прекршочна постапка за сторено кривично дело, додаваат од предпријатието. Отворени денови во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Училиштето ги промовира стручните профили за упис на завршените 9 оделенци. Беа презентирани неколку домашни и виртуелни училишни компании. Училиштето постојано ги подобрува работните услови за одржување на настава, се модернизира со опрема и станува привлечна образовна установа. Во учебната 2022-2023 година за упис има 128 слободни места за 4 образовни профили, од кои 2 се нови. Трговија и дигитален маркетинг и дуалната паралелка од сметководствен техничар, поврзана заедно и тоа ќе биде нешто ново во нашето училиште. Гледаме преку овие отворени денови да го промовираме, да ги промовираме тие двата нови профили и она што веќе го работат нашите колеги во текот на учебната година. Имаме шанса после тие ковид мерки да излеземе овака, да се видиме, да направиме добра промоција на нашето училиште, каде што можеме да се покажеме во најдобро светло кои активности ги одржуваме. Па сметам дека се доста варени, сега и со новиот профил веќе имаме исклучен договор со една
Странска компанија што е тука, тоа е компанијата Smartus, каде што работи баш тоа, дигитален маркетинг и трговија. И мислам дека ево прва година е кај нас да ќе видиме како ќе се однесуваат децата. Мислам дека ќе се пополни целиот број на слободни места во нашето училиште. Реконструирана и уредена патеката кон црквата Свети Јован Канео. Едно од најпосетуваните и најфотографирани места кои представуваше и потенцијална опасност за минувачите во изминатиот период го уредивме, информираше градоначалникот Пецаков на својот Facebook профил. Се изврши реконструкција на подпорниот зид долж патеката, а на некои делови се реконструираа и камените плочки. Кармен Бау центар останува верен на своите потрошувачи. Од утре до сабота во просториите на нивниот продажен центар ќе се одржи голем саем на рачен електричен алат и на материјали за градежништво. Попусти на огромната палета производи, презентации, изненадувања за верните потрошувачи и за охридските мајстори од сите области. Водечкиот продржен центар во Охридскиот регион Кармен Бау центар во текот на наредните 2 дена, 20 и 21 мај, односно петок и сабота, организира саем на рачен, професионален алат и материјали од градежништвото. Во текот на овие 2 дена, по неверојатни попусти од 20 до 40%, ќе може да се купат светските брендови на професионален рачен алат од марките DeWalt, Stanley, Grafit и други, набројува Никола Велјановски, менаџер на продажба во Кармен Бау центар. Бидејќи Кармен Бау центар е лидер на пазарот и за градежни материјали, за оние пак чии што интерес се тие, следува посебно изненадување, објаснува Велјановски. Стручни лица од тимот на Бекамент ќе одржат презентација за добро познатите фасадни системи од брендот Бекамент, а исто така на 21 мај во сабота ќе имаме презентација од стручни лица од КНАУФ за изведувачи на КНАУФ системи од нивната програма. Што се однесува до начините на плаќање, во Кармен Бау центар постои можност за поврат на средствата до 20% од износот на инвестицијата во термофасадите. Тоа се работи во соработка со ГЕФ програмата, поддржана од дел од комерцијалните банки во земјава, потенцира Велјановски. Инаку во Кармен сите заинтересирани ќе може да одберат од огромниот избор материјали за градежништво, производи за домаќинства како керамички и порцелански плочки од брендот Мараци, ламинати од германскиот бренд Swiss Chrono, кои во деновите на акцијата ќе се продаваат за 20% поевтино. Целта на овие акции и промоции е презентација на она што е ново, на новите системи за имплементација на изолации, на новите производи во делот на мараци, на новите производи во делот на ламинат, како презентација на сите новитети кои што се присутни тука во Кармен Бау центар. За секоја успешна приказна стои мотивиран и добро изменаџиран стручен тим, објаснува Велјановски. Би сакал да искористам ова прилика да изразам особена благодарност до нашиот стручен тим, кој што е млад и амбициозен стручен тим, без кој што не би можеле да го организираме сето ова. Тие се потпора на сето она што го работиме. Покрај специјалните акции и стручни презентации, секој купувач има можност лично да го тестира посакуваниот алат, вели Велјановски. Асортиманот на Кармен Бау центар брои вртоглави 20.000 производи, достапни во продажниот салон на површина од 2500 метри квадратни. Како општествено одговорна компанија во рамките на своите можности остануваат верни поддржувачи на спортските и хуманитарните настани во Охрид и околината. Библиотеката Григор Прличев утре ќе биде домаќин на републичкиот надпревар млади библиотекари. Во организација на Библиотекарското здружение на Македонија, утре во Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид ќе се одржи 21-иот републички надпревар млади библиотекари. За престижната титула млади библиотекари на годината ќе се надпреваруваат 20 ученици од цела држава, кои претходно победиле на општинските надпревари. Охрид ќе го представува Марија Гиноска, ученичка во 9-то оделение од основното училиште Живко Чинго од Велгошти, под менторство на наставничката по македонски јазик Снежана Стојановска. Следуваат вестите од светот.
Синоќа се евакуирани повеќе украински борци од Азовстал. Неколку автобуси придружувани од руската армија го напуштија просторот на Челичерницата. Не е јасно колку борци се уште се наоѓаат во фабриката, а вчера Русија соопшти дека 1000 украински борци веќе се предале, повеќе од 900 од нив во Мариупол се одведени во казнена колонија на територија контролирана од Русија, изјави портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Социјалниот центар е дом на околу 300 луѓе кои останаа без покрив на главата во поплавите во провинцијата Квазулу Натал, во кој загинаа најмалку 430 лица, а илјадници се раселени и предизвикана е штета од 685 милиони долари. Покраинската влада процени дека повеќе од 6800 луѓе во Јужна Африка останале без покрив на главата поради поплавите и соопшти дека е почната работа на привремено сместување на 4400 семејства. Лекари без граници обучиле повеќе од 200 здравствени работници во заедницата во Квазулу Натал за ментално здравје за да може да ги упатуваат пациентите кај регистрирани советници. Многу жители на засолништето изјавија дека веќе се чувствуваат заборавени. Руската влада го започна процесот на еднострано повлекување од неколку меѓународни организации, вклучително Светската трговска организација и Светската здравствена организација, изјави заменик председателот на Долниот дом на Федералното собрание Пјотр Толстој. Ке ги преиспитуваме нашите меѓународни обврски и договори од кои сега немавме никаква корист, туку само директна штета. На 10 мај европските членки на СЗО поддржаа резолуција со која се повикуваат Обединетите нации да одлучат да го преместат европското седиште на канцеларијата за незаразни болести од Москва и привремено да ги прекинат сите регионални состаноци кои ќе се одржат во Русија. Предлогот за повлекување од Светската трговска организација во Руската дума беше даден уште во март, откако група западни земји одлучија да ги укинат трговските привилегии на Русија поради инвазијата на Украина. Најпознатиот светски метеосервис AccuWeather објави летна прогноза за цела Европа. Според извештајот, Португалија, Шпанија и Италија ќе се соочат со жежок период со многу покачувања и падови на температурата во текот на целата сезона. Секој топлотен бран во областа ќе трае 1 или 2 недели и ќе се карактеризира со рекордни температури кои ќе бидат прекинати со бавни бури кои ќе доведат до пад на температурите и врниши. Јужниот дел на Европа го очекува рекордна жештина со невремиња. Слично како и минатото лето, градовите ширум Балканот годинава може да очекуваат повеќе денови со температури над 32 степени Целзиусови. Во втората половина на летото би требало да има повеќе грмежи отколку првата, сепак тие веројатно нема да бидат доволно распространети за да стават крај на проблемите кои ќе ги донесе по овој период на суша. Летните горештини не треба да го погодат северниот дел на Европа, колку јужниот, велат метеоролозите на Аку. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал www.tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!